Ние продолжуваме да се обидуваме да го добиеме нашиот следен соговорник Чаловски, всушност твојот следен соговорник. Да, мојот следен соговорник инаку е представникот на она здружение или граѓанско здружение Иднината во ваши раце, кандидат за градоначалник во Штип, еден од петмината. И господинот Гоце Ангелов треба да го имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Господине Ангелов, веќе сте во утрински брифинг. Поведете. Вие на 13 декември веќе ќе се тркате со четворица останати против кандидати за она градоначалничко место кое што е испразнето во Штип, откако Благој Бочварски беше повикан во владата, да појасниме за гледачите, по последните парламентарни избори. И ова градоначалничка позиција ќе трае 8 месеци пред редовните локални избори. Сега да ја прашам, бидејќи Штип е град во кој што веројатно малку повеќе или помалку се знаат граѓаните едни со други, за самиот старт би ве прашал што ве издвојува од останатите кандидати? Што би се издвојувало за разлика од... Вие како се издвојувате од останатите четворица кандидати? Јас имам направено една мала програма со големо значење. Бидејќи мојата партија, мислам, не мојата партија, него јас не сум член на ниедна партија, а застапувам коалиција Иднината во наши раце, која е составена од 3 партии: Демократи, Работничка партија и Реформска македонска обвозителна организација. Мојот концепт на програмата е кратка, меѓутоа со големо значење, каде што речем, мислам дека треба да ги исполнувам само тие факти, за да можат граѓаните да бидат задоволни од тоа место кое би го јас заземал како градоначалник. Така, господин Ангелов, ќе зборуваме за програмата и за она што го имате како понуда малку понатаму во разговорот. Меѓутоа, кога се доаѓа, да ве прашам, кога се доаѓа од вака од организација како што е Иднината во наши раце, нели, составена од повеќе активистички или партиски здруженија, полесно е на терен да се соберат оние неопходни потписи или како се одвиваше вашата кандидатура? Полесно е, нормално. Јас не сум собирал потписи за тоа што сум представник на тие 3 партии и они се веќе нормално дека е полесно настапувам. Така. Кампањата е започната. Да ве прашам како се одвива вашата кампања, како ќе ја правите до колку имате уште 14 на 15 дена, ако не се лажам, до Нашата гласање. кампања ќе биде направена на изготвени флаери кои ќе бидат поделени преку на граѓаните, достапни на сите медиуми, така да и преку социјалните мрежи. Како преку социјалните мрежи, која е активноста која што ја имате вие? Преку Како ќе ги социјалните запознавате штипјани? Преку социјалните мрежи ќе бидат достапни тие флаерите со изготвената програма и моите активности преку неја. Добро. Ајде да поразговараме малку за она што значи програма, за нешто што значи развој на градот или она што го предвидувате вие доколку нели седнете на градоначалничката позиција? Моите ставови се завршувањето на започнатиот објект во клиничка болница Штип, каде што би се справиле со моменталната ситуација како што е во градот и секаде низ светот. За доизградба на започнатиот објект, тоа е една од приоритетните работи кои ги засега сите граѓани не само на Штип, него и од секаде. Другата мотивација е изградба на реконструкција на постоечкиот објект за бањско лекување во Бања Кежовица, со изградба на други објекти од затворен, базени од затворен и отворен тип, спортски сали на сите возрасти, комплекс дуќани и така натаму. Борбата против криминалот, кој ќе биде во содейство со раководните структури на СВР Штип,
од економскиот развој и изградба на некои погони и фабрики со помош на јавното приватно партнерство на домашни и странски инвеститори. Креирање на нови работни места за вработување на младите, како би ги задржале во градот и понатаму. Промена на деталниот урбанистички план со цел да се прикаже фактичката состојба на градот, која е во моментот најпотребна за сите граѓани. Господин Ангелов, ако може да ве прекинам, Сашо Ордановски е заедно со колегата Чалевски во студиото, да ве прашам што е вашиот бекграунд, што имате вие, што сте по професија, зошто решивте да се кандидирате, бидејќи ова е секако еден голема авантура, ако сакате, за поединец кој што треба да влезе во изборна трка. Што се вашите квалификации, што работите, ве знаат ли Штипјани по нешто? Јас во Штип работам во Министерството за внатрешни работи СВР Штип. Вработен, сега сум како виш инспектор во полицијата и поради моите квалитети на извршување на службените задачи, повеќе од луѓето ме знаат како професионален работник кој би можел да одговори и на ова сегашно место за кое се кандидирам. Колку години сте во служба? Во служба сум 38 години. 38 години, мора да памтите многу веројатно за сите. Да ве прашам директно, зошто се палат автомобили во Штип? Тоа прашање треба да го одговори некој друг. Со која цел не е во моја надлежност. Не, добро дека рекол тоа инспекцијски служби. Јас би бил на ова место, ќе имам поголема соработка со раководните структури, со тоа ќе биде созбиен тај криминал што се појавува на моменталната ситуација во Штип. Некаде при крај сме на овој разговор. Би ве прашал, господин Ангелов, за крај, некаде, бидејќи во оваа трка предпоставува позиција која што ќе трае 8 месеци до оние редовни локални избори. И сега, кога се надпреварувате со една поголема партија како СДСМ, со Интегра и притоа бојкотот на ВМРО ДПМН и на Левица на овие избори во време на пандемија, какви се вашите шанси? Јас очекувам да бидам добро прифатен од страна на граѓаните, затоа што треба да се гласа за човек кој што може да биде на располагање према граѓаните, да може да направи нешто, а кандидатите мои што се противници, може тоа народот да одлучи за кого треба да биде. Нека го постават тој човек кој што ќе најмногу направи за градот. Штета е што нови избори немате и жена некоја која ќе се надпреварува во трката, така што можеби тоа би било поинтересно. Благодарам многу господине Ангелов, благодарам Чаловски за уште едно представување на еден од кандидатите во општинската трка за градоначалничкото место во Штип.